Беше тоа на 10. септември 1925 кога во Париз излезе првиот број на весникот Македонско дело, орган на ВМРО Обединета. Весникот излегуваше и во Берлин и во Виена. Главен уредник беше Владимир Поптомов, а во редакцијата Димитар Влахов, Јордан Атанасов, Дино Косев, Рилски и други. Весникот ги спроведуваше идеите што беа основа на Мајскиот манифест, борба против режимите на Бугарија, Југославија и Грција, а за независна Македонија во Федерација на слободните балкански народи. Беше тоа на 10. септември 1943 кога албанскиот партизански одред Хаџи Леш и малесиската партизанска чета на Народно-ослободителната војска на Југославија ја разоружаа италијанската дивизија Фиренца во Дебар и го ослободија градот. Запленети биле поголемо количество оружје и една радиостаница. Беше тоа на 10. септември 1944 година, кога во Софија, на заседанието на Организацијскиот комитет на Светскиот рударски конгрес, Националниот организацијски комитет на Република Македонија е примен во полноправно членство. На 10. септември 1991 регистрирано е политичкото здружение Македонски совет за европско движење со седиште во Скопје. Беше тоа на 10. септември 1994 кога во селото Арачино во Скопско беше осветен камен темелникот на новата црква Свети Маченик Талалеј. Беше тоа на 10. септември 2000 година кога во Република Македонија се одржаа вторите локални избори по самостојувањето за градоначалник и за членови на општинските совети на над 123 општини, односно 124 заедно со градоначалникот и советот на град Скопје. Беше тоа на 10. септември 1905 година во Веле се роден Алексо Демниевски Бауман, македонски комунист. Во Шпанската граѓанска војна тој бил командант на баталјонот Ѓуро Ѓаковиќ, а потоа, откако бил унапреден во чин мајор, станал командант на интернационалната бригада Ѓорги Димитров. Во Народно-ослободителната војна на Македонија беше командант на 15-тиот македонски ударен корпус. Умре во Белград на 5. септември 1961. На 10. септември 1910 во Прилеп е роден Мирче Стојанов, Димче Мире, учесник во Народно-ослободителното движење, член на президиумот на АСНОМ, председател на Народното собрание на Народна република Македонија и еден од основачите на архивистичката служба во Македонија. Умре во Скопје на 4. септември 1991. На 10. септември 1917 во Скопје е роден Драган Ташковски, истакнат македонски историчар, публицист и општествено-политички работник. Умрел на островот Хвар во Хрватска на 16. септември 1980. На 10. септември 1947 во селото Босилово Струмичко е роден Иван Василевски. Завршил филолошки факултет во Скопје, работел како новинар во Македонското радио. Член е на Друштвото на писателите на Македонија од 1991 во 2008 година ја добива наградата Ацо Шопов за книгата Утки. За поемата Азбукословецот на традиционалната манифестација Прличеви беседи во февруари 2014 Василевски ја добил и Прличевата награда, која се доделува за најдобра поема. Почина на 28 март 2015 година во Струмица. На 10. септември 1949 година во село Србјан и Кичевско е роден Мирослав Спироски, македонски новинар и публицист.
Започнува со првите вести објавени на Радио Кичево во 1968 и набргу станува дописник на македонската радиотелевизија, а повремено соработува и со Млад борец, Студентски збор, Просвета, Вечер и Нова Македонија. Од февруари 1970 станува соработник на Нова Македонија, каде кариерата ја започнува во скопската рубрика. Спировски беше член на Обединети за Македонија, член на председателството на партијата и близок соработник на Љубе Бошковски. По кусо и тешко боледување, тој почина на 65 годишна возраст во Скопје. На 10 септември 1963 година во Куманово е роден Вујадин Станојковиќ, поранешен југословенски фудбалер и тренер. Како дефанзивец настапувал 21 пат помеѓу 1988 и 92 за фудбалската репрезентација на Југославија, со 2 настапи на светското првенство во фудбал во 1990. Помеѓу 1994 и 95 тој настапил 7 пати за новосоздадената репрезентација на Македонија. По повлекувањето од фудбалот, Вујадин Станојковиќ бил директор на фудбалскиот клуб Македонија Ѓорче Петров. Тој исто така бил помошен тренер на македонската фудбалска репрезентација, а во 2004 е именуван и за тренер на фудбалскиот клуб Вардар. На 10 септември 1944 умрел Данаил Василев Крапчев, македонски новинар, учесник во македонското револуционерно движење, деец на македонската револуционерна организација. Роден е во Прилеп 1906, започнал со новинарска активност во неделното списание Македонско-Одрински преглед, пошто станал нелегален четник на организацијата. Подоцна заедно со Пео Јаворов и Васил Пасков го редактирал весникот Илинден во Софија. Во 1908 го уредува истовремено весникот Татковина и весникот Родина во Солун. Во 1919 создал независен информативен весник Зора, на кој бил директор до крајот на животот. Член е и еден од основачите на Македонскиот научен институт. Во 1928 година е во раководството на Сојузот на македонските младински организации. По превратот од 19. мај 1934 поради своите демократски позиции е протеран во Карлово. Починал при неразјаснети околности на 10. септември истата година во полициската станица на Горна Џумаја. На 10 септември 1988 година умрел Александар Гаревски. Родом од Гостивар, тој бил учесник во Народно-ослободителната борба и делегат на првото заседание на АСНОМ. Дипломирал на Техничкиот факултет во Белград. По Втората светска војна бил заменик министер за градежништво на Македонија, пошто успешно завршил одговорна задача во хидроелектропроект, реализација на хидроцентралата Маврово. На Техничкиот факултет во Скопје работел од основањето, одиграл пионерска улога во развојот на хидротехниката во Македонија, водејќи ја реализацијата на значајни хидротехнички објекти. Бил проректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје од 1965 до 1967 година. Подоцна до пензионирањето во 1979 бил редовен професор на Градежниот факултет во Скопје по предметите хидраулика, хидрологија, речна хидротехника и водни патишта. Бил еден од доајените на хидротехниката во Македонија. На 10 септември 2013 година на 93 годишна возраст во Охрид почина Вангел Деребан, еден од најпознатите македонски кујунџии. Деребан е роден во 1920 во Струга, од каде ја продолжува неколкувековната семејна кујунџиска традиција и го развива охридското филигранство. За Вангел Деребан се презентирани информации и репортажи од многу домашни и странски новинари, публицисти и медиуми. Тој е многу често застапуван во проспектите и други публикации за промоција на Македонија и на Охрид. Добитник е на престижната награда Свети Климент во Охрид.